телото мъртво, а духот жив. Дали навистина, почитувани гледачи, ние сме премного оптимисти, односно песимисти? Може би смртта не е измамник или крадец, може би е приятел. На крајот од криштата сум бил јас лично на многу погреби каде што смртта е едноставно представена како воздигнување на нешто на некој повисоко ниво. Тој е сега на подобро место. Таквите изјави наметнуваат едно многу важно прашање. Ако смртта не носи на некое навистина подобро, повозвишено место, зошто тогаш да се ние како луѓе бориме против умирањето? Зошто тогаш служи тој инстинкт кај нас за преживување? Сите ние сакаме да живееме. Никој од нас не сака да умре. Според Платон, кога грчкиот филозоф Сократ бил осуден на смрт поради едноставно наводно расипување на атинските млади, тој едноставно на таа пресуда на која бил донесен како суд, не се спротивставувал. Убаво е да се прочита неговата биографија. Сократ е еден од најголемите, може да кажеме, нехристијански маченици во историјата на овој свет. Што направил Сократ? Поради тоа, некои го споредуваат со смртта дури на Исус Христос. Таа паралела е добра и корисна кога денес зборуваме за смртта и покрај големата разлика која постоела помеѓу Сократ и Исуса Христа, односно нивното сваќање за самата смрт. Сократ бил убиен со труење. Интересно е што во врска со неговото труење, почитувани пријатели, никој не го држал, никој не го присилувал на сила. Неговите пријатели му сугерирале да едноставно побегне. Тој го испил отровот кукуте, тоа било отровно растение, а тој го испил доброволно. Губила државата, но тој тоа го прифатил без спротивставување. Денес се прашуваме сите ние зошто? Зошто едноставно не ја затворил својата уста? Зошто не се борил до крај? Постојат намалку две причини. Сократ уживал статус на атински граѓанин, па според тоа тој верувал дека не е праведно да се бега од пресудата која го обвинувала за кршење на законите во Атина, односно во градот кај што тој живеел. Всушност, неговите пријатели го молеле да побегне, да се сокрие, но тој тоа го одбил. Тоа била работа на принцип. Ја прифатил пресудата, бидејќи верувал едноставно во важноста на владењето на правото во неговиот град, односно неговата држава каде што тој живеел. Значи, Сократ бил идеалиста, кој се жртвувал поради принципите. Меѓутоа, почитувани пријатели, постои и друга причина која е многу подлабока. Да приметиме едноставно дека Сократ бил грчки филозоф, а грците верувале воглавно во дуализам. Може би се прашувате што е тоа дуализам. Платон, Сократов ученик, кој ги забележал неговите последни денови или последни мигови од неговиот живот, најверојатно може најдобро тоа да ни го објасни. Тој учил нешто што е денеска познато на современите студенти по филозофија, како теорија на идеи, која илустрира едноставно суштината на дуализмот. Таа гласи отприлика вака: број 1. Очигледно е дека светот во кој ние живееме, светот околу нас и се што е во него има мани. Со внимателно испитување се гледа дека ништо не е совршено. Секогаш можете да пронајдете во овој свет грешки и недостатоци. Второ, како знаеме дека нешто е несовршено? Да би сметале нешто несовршено, мораме да знаеме и да имаме идеја за тоа што е тоа совршено. Трето, ако можеме да замислиме нешто што е совршено,
или да го замислиме совршенството, тогаш мора и тоа да постои. Сигурно тогаш некаде во Вселената постои област каде владее совршенство. Таа област мора да е едноставно нематеријален свет на идеи. Се што гледаме во овој материјален свет во кој ние живееме, почитувани, само е бледа сенка на својот двојник од нематеријалниот свет. Грчкиот дуализам така е наречен поради верување во две области на постоење. Тоа е нашиот несовршен свет во кој ние живееме, овој материјален свет кој е како сенка, и совршениот нематеријален свет кој постои и некаде надвор од нашето обстојување. Како сето тоа да го поврземе со смртта, драги гледачи? На многу начини. Нашето тело е дел од овој материјален свет во кој живееме, во областа на сенката. Не треба многу долго да живееме на оваа земја да би откриле многу и многу недостатоци на кои е подложно нашето физичко тело. Меѓутоа, како знаеме дека нешто не функционира како што треба? Од каде тоа го знаеме? Како можеме да препознаеме нешто што е несовршено? Дали постои поголема, може да кажеме, совршена реалност некаде на некој повисоко место, нематеријално ниво? Дали е можно, поред материјалното тело, да имаме и нематеријална душа? Тоа се прашања на кои треба да добиеме одговор. Може да кажеме дека пореклото на верување на духовите или во духовите потекнува токму од тоа време на Сократа. Прашањата поставени пред малку едноставно не наведуваат да веруваме како луѓе во постоење на духови. Од секогаш луѓето верувале во постоење на духови. И денес има луѓе кои веруваат дека постојат духови, и тоа духови кои се појавуваат во, може да кажеме, со посебни пораки на покојните. И денес луѓето веруваат во тоа. Секако таквото верување не било само својствено на грците, туку таквото верување среќаваме и во најстарите многобожички култури, уште пред да биде Грција, односно и пред Грција. Тоа едноставно се пренесувало од генерација на генерација. Може да кажем и денеска таа интелектуална елита, на жалост, се уште верува дека постојат духови. Според сваќањето на Сократ, почитувани пријатели, и неговиот ученик Платон, целта на филозофијата била да ги испита тие повисоки сфери на животот. Еве што пишува во уводот на Платоновото дело Федон. Таму тој ги опишува следните работи. Тој го опишува човечкиот покушај да побегне од материјалниот свет, одрекнувајќи се од телото. И тој понатаму, еве што пишува: само на филозофот кој ќе умре чист, дозволено му е да влезе во друштво на боговите. Поради тоа, филозофот се воздржува од телесни желби, а не затоа што се плаши од смртта или губење или срамота. Тоа се мотиви на други луѓе. И тој бил затвореник и доброволен соучесник едноставно во своето затвореништво. Меѓутоа, продолжува понатаму во книгата да пишува: филозофијата им изборувала и тој го слушнал неговиот глас. Таа му се обратила со нежен глас и го извела од глинената кал. Ја растерала маглата на страста, илузијата, односно неговата душа се спасила од влијанието на задоволствата во овој свет. Понатаму пишува од болката кои како клинци го врзувале за телото. Во таа темнина, таа не сака да се врати и затоа се мисли на душата, таа се воздржува од телесните задоволства, не ги сака да има повеќе и да бидаат поголеми, туку затоа што знае само едно: кога е мирна,
и кога е слободна од сопственото тело, може да ја гледа светлоста на вистината. Тоа го пишува во оваа книга. Значи, почитувани пријатели, Платон со устата на Сократ докажувал дека ако не се ослободиме едноставно од ово земските желби и се оно што го сакаме во животот, од материјалните страсти, никогаш нема да ја загрлиме смртта како дар. Ке се плашиме од смртта. Едноставно, ке бидеме неодлучни кога ќе дојде време да го напуштиме овој свет. Почитувани пријатели, Сократ не се плашел од смртта. Бил филозоф и верувал дека смртта едноставно представува добре дојде и долго очекувано ослободување од ова темнина на материјалниот свет или материјалниот живот. Тој верувал дека најпосле ќе излезе од пештерата и ќе го види вистинскиот свет, односно вистинскиот универзум. Бидејќи имал такво разбирање за смртта, лесно е да го разбереме денес кога ги читаме неговите книги. Денес да разбереме зошто им рекол на пријателите да престанат да го жалат. Тој не мислил дека го губи животот. Тој едноставно мислил дека поминува во повисоко ниво, во некои повисоки сфери. Позитивен став кон смртта, сличен на Сократовиот, постои со векови и денеска. До денешен ден може да сретнете луѓе на многу погреби кои велат не плачите или не плачи синко, не плачи керко, тој сега е на подобро место. Или пак тој беше добар човек, сега Господ го прибра кај него во рајот. И денес слушаме такви зборови, почитувани пријатели. Писателот Александар Поуп во една од својата рецитација слично на Сократ го опишува својот копнеш за смртта. Еве што тој запишал. Животна искра на небесен пламен. Излези од смртниот рам. Трепери, надевај се, летај. О, боли, блаженство е да се умре. Природо слаба, застани со борбата. Пушти ме да потонам во животот. Ова е изводок, почитувани пријатели, од книгата Христијанин на смртта и зборува на својата душа. Тој е насловот на оваа книга. После ова проучување, драги гледачи, верувам дека ви се појавија многу прашања на кои можеби немате одговор. Еве некои од нив. Дали смртта е пријател или непријател? Дали навистина постојат духови на нашите покојни, оние кои не напуштиле? Ве поканувам, драги гледачи, да ја следите и наредната емисија, каде што сите ние ќе добиеме одговор на овие и на многу други прашања. А дотогаш останете со здравје, довидување до наредната емисија.